Од рано утро илјадници мајки пристапуваа на богослужбите во црквите и манастирите во Тетовскиот крај за да му дадат почит на Свети Сисое Велики, кој се смета за заштитник на дечињата. Мајките принесуваа поскори за здравје и спасение на душите на своите најмили во слава и чест на светителот кој воскреснал дете. Светата богослужба беше посветена на светителот кој 60 години бил во пустината и толку го прочистил срцето што станал незлоблив како дете. Житието на Свети Сисое бележи податок за воскреснување на едно дете. Загрижениот татко го донел болното дете на благослов кај светителот и тоа починало во неговата келија. Таткото жалостен излегол од неа, а на зборовите од Свети Сисое дете стани и оди. Детето оживеело и излегло од келијата. Сите што биле присутни се восхитувале од ова чудо. Овие ангели го знаат житието на Светиот Сисое, бидејќи во нивното срце пламнува светлината на големиот молитвеник Свети Сисое Велики. Господ Бог нека подари напреди и благослов на сите наши синови и ќерки најсакани внучиња, да ни бидат мудри, да ни бидат паметни, да изучат големи школи, но пред се да ги гледаме живи и здравеи. Како звездите што се во рој и немаат крај, така ангели Божи во рој да ги чуваат нашите најмили, најсакани синови и ќерки, чеда. Дај Боже ден да их чекаме да станат родители, да им правиме свадби, крштевки, да их чекаме многу синови и ќерки, многу внучиња, да го наполнат овој свет храм со многу наши идни поколенија, со многу наши идни генерации христијани, кои што се и кои што ќе бидат и кои што ќе обстојат и постојат во вечни векови. Амин. Драги дечиња, драга младино, ова е ваш најубав ден. Свети Сисое е ваш патрон, ваш ангел заштитник. Секогаш навечер да го повикувате на молитва, да го повикувате големиот Свети Сисој, да ве чува и брани од зло. Вашите детски срца да бијат со векови и векови и преку векови да изчекате тие срца да продолжат да бијат во идни ваши генерации, ваши синови и ќерки, ваши внучиња. Голема е радоста на недешниот ден, гледајќи го овој прекрасен цвет распростран во најубава градинка, цветови, цутови во најубава рајска градина, во оваа црква, во овој рај, прекрасни цутови, тука наши ангели дечиња. Нека ни се живи, здрави, весели, за нив живееме, за нив вреди да се живее на овој свет. За овие дечиња вреди и секое искушение, и секоја солза горчлива да ја проголтаме само за нив и само за нив, бидејќи тие се наша радост, наше здравје и наша среќа и берикет. Благослов од Бога да си имате, драга дечиње, младино. Господ Бог нека ве благослови во живот, здравје, благослов напредие, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Токму во слава и чест на големиот светител во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, атмосферата наликуваше како на полноќ на воскресенската сабота. Во текот на светата литургија, дечињата придружувани од родителите, палеа свеќи, се поклонуваа пред иконата на светителот закрилник, се миропомазуваа.
Верниците трпеливо чекаа да се поклонат пред иконата на Свети Сисое, кого Господ го наградил со благодатна сила да исцелува болни, да изгонува нечисти духови и да воскреснува мртви. По богослужбата беше извршена и светата тајна причест, беа прережани и славските колачи принесени од повеќе мината кумови. Верниците кои постојано пристигнуваа пред пладнето во оваа црква палеа свеќи, некои носеа дарови кои веднаш беа лицитирани, со што изворно се прикажа и продолжија обичаите и традициите за овој празник. Поради неодржување на чистотата на водата во базените, Тетовската болница регистрира зголемен број на пациенти. Тие се жалат на инфективни кожни заболувања кои им се појавиле откако се капеле на некои од базените. Од Центарот за јавно здравје Тетово велат дека досега само со еден базен има склучено договор за испитување на водата и давање понатамошни совети и насоки за незино прочистување. Останатите базени сами на нестручен начин ја одржуваат хигиената. Соматичните доктори со докторите од оделение имаме поплаки дека има зголемен број на пациенти што одат, што посетуваат базени. Имаме од конјуктивит, ринит, фарингит, па и повраќање, затоа што имаме ингестија при бањањето, ние и голтаме од водата, потоа неправилно сончање, изгореници од втор степен и механички повреди од скокаат во базените. Един до сега во Центарот во јавно здравје во Тетово испитан е квалитетот на водата само во базенот во село Барвеница. Капачите апелираат собствениците да им обезбедат поголема хигиена на базените, кои во Тетово се единствениот спас од топлотниот бран. Хигиената е на прво ниво, значи тие кожни болести, очни болести, значи и слично. Доста важна е хигиената за да има повеќе муштери, за да има луѓе до каде да се одморат во горештините. Чистотата на водата во базените треба константно да се одржува на механички и хемиски начин. Во спротивно може да дојде до нарушување на параметрите на водата и за незино повторно прочистување. Треба да помине подолго време, вели собственикот на базенот, чија вода ги исполнува стандардите за капење. Ако малку се запостави, ако се изгуби коракот, после не може, многу треба период да се врати у нормална состојба, зашто таа водата реагира. Реагира на топло, на чистотија, на дожд. И таа мора стално да ги држи тие, да мора да се одржава стално, да. Параметрите мора да се одржаваат. Зашто еднаш ако се поремети, таа треба после една неделја да се опре. Затоа треба константно. Има гости, нема гости, мора да се фрли хемикалија, дали помала количина, ама мора. Како вие го државате ако се напрашени базенот повеќе часови? Па ноќем е најдобро, затоа што хемијата најдобро работа ноќем, таа поубаво се соединува со водата и ноќем, кој ќе залада малку температурите, се става една хемикалија, па малку треба да се соедини со водата, па после става друга, трета и на крај се чека резултатот. Иначе имамо филтри, самиот систем на базентот има филтри. Тие 100 кубика на сат проаѓа, филтрираат, тие се песочни филтри и они нонстоп се употреба, нонстоп вртат. Али не е доволно, мора и хемија да се употреби. Секој базен согласно законот со здравствена институција треба да склучи договор за испитување и одржување на водата. Доколку не постојат такви договори, санитарната инспекција по извршен надзор треба да им наложи да ги склучат во рок од 7 дена, во спротивно следуваат соодветни санкции. Иако е летната сезона одамна започната, Тетовската санитарна инспекција се уште нема направено контрола на ниту еден базен. Причината е лоцираат во недоволниот број инспектори, но сепак во рамки на можностите. Од понеделник најавуваат дека нивни екипи ќе започнат да вршат надзори. Температури од над 40 степени Целзиусови се очекуваат од денес па се до вторник низ целата држава. Македонија ќе биде зафатена од топлотен бран. Сите заинтересирани граѓани имаат можност да добијат здравствен совет во однос на почитување на препораките за заштита од високите температури и информации од превентивен карактер на мобилните едукативно-здравствени пунктови поставени во сите градови во државата.
Секој ден од 18:30 до 21:30 час, од каде се мери крвен притисок и се даваат совети за превенција од топлото време и за здрав начин на живот. На територијата на град Скопје се поставени 3 мобилни пунктови, од кои еден се наоѓа на пешачката патека кај реката Вардар и по 2 мобилни пункта се распоредени во сите скопски општини. Во текот на ваквите екстремно топли денови се препорачува престој во затворени простори пред се климатизирани, а при неопходен престој на отворен простор во овој период да се најде можност за почести одмори под сенка, да се носи светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце носете заштитни очила и капа. Светлите бои ја рефлектираат светлината, а при сончање да се користи крема со висок заштитен фактор, да се внесуваат големи количества течности, најдобро обична вода за пиење, а да се избегнуваат алкохолните пијалоци. При влегување во возило потребно е тоа одреден период да се проветри. Хронично болните лица редовно да ја земаат пропишаната терапија во консултација со матичните лекари. Поради високите температури и зголемената можност за појава на труење со храна и цревни заразни заболувања, потребно е почитување на следните препораки: задолжително миење на земјоделско-градинарските производи, свеж зеленчук и овошје пред нивната употреба, термичка подготовка на храната и нејзино консумирање во многу кус рок по подготовката. Ако тоа не се направи, така подготвената храна треба да се стави во фрижидер на плюс 8 степени, а пред употребата истата да се загрее на плюс 100 степени. Да се избегнуваат производи кои термички не се обработени, како мајонези од домашни јајца, а внимателно да се консумира сладолед и разни кремови. Во текот на ваквите екстремно топли денови останете во затворени простори и пред се климатизирани, а при неопходен престој на отворен простор во овој период да се најде можност за почести одмори под сенка. Според прогнозите на метеоролозите, температурите ќе се искачат и до 41 степен. Намалување на температурите за неколку степени се очекува дури во среда. Речи се секоја година има избори и тоа што успеав да го забележам е дека постои страв кога се работи за изборите. Страв на сите страни и на сите нивоа на општеството, вклучувајќи ја политичката елита, вели Маријане Берец, вршителка на должност шеф на мисијата на ОПСЕ во Македонија во интервју за Радио Слободна Европа. I think they should understand that being politician is a service. And politicians should not be afraid of the results of the elections if they do good service to their voters. And voters should not be afraid either. They should be free when they cast their vote and not think of any potential or alleged consequences in their private lives. Therefore, it is very important that all the politicians in this country come together and they have a transparent dialogue over how they want to manage elections, and they get to an agreement and then they observe, they comply with the agreement they get to. And the citizens have to trust the politicians and the institutions of this country that the elections will be handled taking into account the democratic commitments of this country and also taking into account the will and interests of the citizens of this country. It is very important, and this is the position of the mission, which is coinciding with the position of the international community, that there should be a transparent way of investigating all aspects and all angles of this wiretapping affair, because it has many aspects. It has political, legal and moral aspects, and it has many angles as well. So it is very important to find a way to do it, to do the investigation in line with the democratic principles, to show that the country is committed to the democratic principles. There were many suggestions. One of the ways that could be followed was suggested by the ambassador Gerard Studman, who is the special representative of the chairman in office of the OSCE, who said that there could be a mechanism, a special mechanism established which would allow for a transparent investigation. It is also very important that the trust in the institutions of the country
in the state institutions should be restored, because citizens have a right to live in a country where they can trust the institution. Амбасадорка, некои македонски медиуми го обвини опсе дека знаеле за групата во Куманово пред да се случи инцидентот, но дека не ги информирале за тоа македонските институции. Каков е вашиот коментар на овие обвинувања? The OSCE is not an intelligence organization. The OSCE is the Organization for Security and Cooperation in Europe. It means security and cooperation. We watch the security, we collect information on the security situation in the country, but our counterparts are private citizens, local authorities, mayors, branches of parties. So what information we get from them, it's open source information, it's not secret information. And we don't seek to collect intelligence information. What we know is already known by the authorities. We closely, of course, cooperate with the authorities, and we were closely cooperating with the authorities on those 2 days. I was also in personal contact with the then Minister of Interior, and we were in contact with the parties. We were in contact with the private citizens, with the local citizens of Kumanovo. They were calling us. We got phone calls from friends and strangers as well that do something about what is happening. We were asked to facilitate a dialogue in order to stop the bloodshed, to prevent loss of human lives. And that's what we were guided by. We were in negotiations with, as I mentioned, with all parties. And I think that the fact that the events could be stopped by the authorities also have a little bit of assistance from the OSCE. Kumanovo should not repeat. And we are working with the authorities on that.